Со дефиле од повеќе градови на широк сокак во Битола промовиран е уште еден проект кој се однесува на подобра пристапност и мобилност на лицата со телесен инвалидитет. Организатор на иницијативата е Издруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност Битола и научната установа Завод и музеј Битола. Во рамките на проектот се одржа стручна работилница со што се промовираше проектот Пристапност кон културното наследство. Луѓето треба да сватат дека една скала може би го менува комплетниот живот на една индивидуа која се користи со инвалидски колички или која тешко се движи со помош на патерици, бастуни, бидејќи токму таа скала може да го спречи да се едуцира подоцна, да не може да стане конкурентен на пазарот на трудот, да не може да обезбеди своја екзистенција и да носи значајни одлуки во својот живот, како што се, не знам, купување на станот, самостојување, заснување на брак и слично. За подобрување на условите за пристапност во Битолскиот музеј и изложбениот салон Магаза потпишан е меморандум за соработка меѓу двете институции, базиран на препораките на Балканската мрежа на музеи, со цел да се надминуваат бариерите за лицата со телесен инвалидитет. Да направиме пристап до Магазата и до Националната установа Завод и музеј, односно зградата на музејот, бидејќи знаете, нашата зграда е споменик на култура. Беше многу тешко да се изнајде решение, меѓутоа решението е пронајдено. Пристапноста не се само архитектонски бариери, него се една голема сума на проблеми, субјективни, објективни во нас, околу нас, во околините и така натаму. Според Светската здравствена организација, од 10 до 15% од светската популација се соочуваат со некаков степен на инвалидност. Во Република Македонија, во Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет, членуваат над 8000 лица.